Ова те издвојува од 90% Instagram трейдери. Маркетот не паѓа или не се крева поради техничката анализа. Тоа е мамка кај што секој почетник трейдер влегува натре во чартот и мисли поради кенделот дека маркетот се движи. Но тоа е грешка. Се прашувате зошто Америка и Иран и тензиите што се случуваат го движат златото? CPI доаѓа, што да очекувам на доларот? Чести прашања. Ајде да влеземе малце подлабоко. Како што спомнав, цената не паѓа поради техничката анализа или поради овие свејки што ги гледате овде, туку цената за да има реакција мора да има ордери или позиции. Клучната информација што ја следам за да имам чист и јасен бајас се позициите на институциите. Следам commercials net position, следам non-commercials и следам retail трейдери. Моја главна цел е секогаш да бидам на страната на commercials. Зошто? Поради тоа што во 90% случаевите ритейл трейдерите се на грешна страна. Спомнавме за ситуацијата со Америка и Иран. Секогаш кога има војни и кога има шпекулации и секакви неофицијални информации на интернет, гледаме паника во масата и секогаш прв асет како заштита го користат златото. Златото е safe asset за масата и за народот. Во многу ситуации е касно да се влези во позиција откога ќе се случи некоја голема силна вест. Затоа ги користиме овие индикатори, односно ги следиме позициите на големите играчи, имаме предвреме и знаеме точно предвреме каков bias, односно тренд имаат. Ова е трендот на commercials, users and producers и секоја недела имаме известување каде се позиционират. Па така да имаме можност да фатиме бранот пред да се активира масата. Спомнав CPI и што да очекувам на доларот. Тоа е грешен пристап поради тоа што не можеме да знаеме конкретно што ќе се случи баш на вестите, поради тоа што имаат веќе поставени позиции што чекаат активација. За нас е клучно да ја најдеме зоната каде што се тие unfilled ордери или позиции, за да сме во ист правец со големите играчи. Така да немој да ги предвидувате CPI ќе одат горе или ќе одат долу, туку размислувајте паметно и бидете на страната на големите играчи. Убаво е да се следи макроекономијата, но уште убаво е да се размислува и позиционира како институциите. Ако ви се допаѓа видео и сакате уште вакви теми, пишете слободно во коментар на која тема да разговараме.